Самохрана мајка на двајца студенти оставена без работа. Градските власти во Берово не го продолжија договорот за работа наставник по англиски во основното училиште Дедо Илју учителот. Речиси 9 години Павлина Мановска се бори да добие решение за вработување. Дури и двете дипломи, едно од економскиот, друго од филолошкиот, не се доволни за да се трансформира договорот од определено на неопределено. И буквално сите наставници кои што се во општинското училиште Дедо Илју Малешевски вработени се сите после мене, освен една наставничка која пред мене беше на работа. Мановска коментира дека во образованието се прават најголемите партиски игри. Не е член на СДСМ, но за да го задржи работното место, била принудена да одработува за партијата. И едва и чекав да дојде промена на власта, за да си го решам мојот статус и статусот на моите деца, бидејќи сум самохрана мајка, ама ете ни до тоа не можев да дојдам. Затоа веќе не ми е јасно, еве праќам порака до властите да видат какви луѓе поставиле по локалните самоуправи и по нивните општински организации, буквално да изиграваат локални шерифи тука по општините кај нас. Се обратила до народниот правобранител, ресорното министерство, побарала помош дури и од адвокат, кој сугерирал дека ваквите случаи можат да имат правна разврска секаде, но не и кај нас. Мановска го праша градоначалникот зошто законот нема и старшин. И неговиот одговор беше, па треба јас да почекам, требало да се испитуваат објективни околности. И па како тој градоначалник испитува објективни околности само за мене, а не ги испитува за неговата сопруга, која што ја трансформираше после 1 месец враќање во Дедо Илју Малешевски, значи беше на работа во Струмица, ја врати тука и даде трансформација, и кога во подрачното училиште во кое што работев тука јас, исто изврши трансформација на една оделенска наставничка и уште на една во друго подрачно училиште, кои имаат помалку работен стаж од мене во Дедо Илју Малешевски. Алфа побара одговори од градоначалникот на Берово. Според него трансферот на наставничката од Пехчево во Берово и трансформацијата на работниот однос на жена му се законски. Директно го прашавме дали општината ќе најде начин да ја помогне на оваа самохрана мајка. Доколку има можност, а веќе има некои можности кои не би сакал сега да разговараме, за нив ќе разговараме во моментот кога ќе се стодат услови, значи во почетокот на второто полугодие од оваа учебна година, да разговараме за ангажман на наставник повторно на определено работно време, зависно од можностите кои во овој момент не се уште остварливи. Нашата соговорничка е единствена со завршен англиски јазик што се наоѓа на листата на невработени на АВРМ во Берово.